Хуманитарните организации предупредија на очајната состојба со која се соочуваат децата на мигрантската рута. УНИЦЕФ деновиве соопшти дека децата мигранти се изложени на нехумани услови. Тие спијат на отворено, без никакви хигиенски средства и со голем недостиг на вода и храна. Тоа според оваа фондација за деца на Обединетите нации е особено загрижувачко на граничните премини. Сега гледаме дека над 34% од оние кои доаѓаат тука се деца со семејствата. Процентот на жените и децата е околу 55% и ова е очајна ситуација. Ги гледате какви се условите тука. Треба да најдеме решение за овие луѓе, но на жените и децата им е неопходна посебна грижа, вели портпаролот на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации, УНХЦР, Бабар Балоч, наведувајќи дека мора Европската унија да се разбуди и соодветно да одговори на оваа хуманитарна трагедија. Унијата соочена со приливот мигранти и бегалци во Грција покрена нова програма за помош во вредност од 700 милиарди евра. Балоч додава дека ризиците со кои се соочуваат децата се многубројни, од експлоатација до разни болести. Да не зборуваме за школувањето. На децата треба да им биде вратен нивниот нормален живот, вели Балоч. Бремената ирачанка Интисар Али, која е мајка на 2 деца, неколку денови е на грчко-македонската граница по долгиот пат од Турција и Грција. Загрижени сме од болести, од студеното време. Ни треба облека за нашите деца. Ни треба место каде што ќе бидеме згрижени, вели таа. Незиното 7-члено семејство е сместено во шатор што самите го купиле. Кога го минавме морето, мислевме дека сега ќе биде полесно, да дојдеме до тука и да минеме границата. Но тука се соочивме со нов проблем, додава Али. Од организацијата Лекари без граници велат дека децата најчесто страдаат од настинка и грозија. Врне, студено е и тоа се тие болести. Тешко е да се лекуваат бидејќи ситуацијата тука е многу лоша, вели Мохамед Гареб од Лекари без граници. Во меѓувреме, Обединетите нации предупредија дека бројот на бегалците и мигрантите заглавени во Грција би можело во наредните недели да достигне 70.000. Ние имаме подигање огради од бодликава жица на Балканот и во Европа. Неизбежна последица на ова е дека Грција се повеќе станува камп за бегалци и мигранти, рече пратеникот на Обединетите нации за меѓународна миграција Петар Саттерленд на пресконференцијата во Женева. Тој додаде дека во моментот во Грција има најмалку 30.000 мигранти, а по околу 2.000 покрај немирното Егејско море пристигнуваат од Турција. Станува збор за светски проблем и одговорноста треба да ја сносат сите, оцени тој.